Историска средба помеѓу председателот на Србија Александар Вучиќ и председателот на Украина Володимир Зеленски, кој за прв пат дојде во Белград. Лидерите изразија меѓусебна поддршка и соработка во економските и политичките сегменти. На средбата се разговараше и за европскиот пат на двете земји, при што Вучиќ изрази скептичност за влез на Србија во Европската унија во блиска иднина, иако смета дека двете земји заеднички се поддржуваат за влез. Председателот на Србија ја потврди поддршката на територијалниот интегритет на Украина, искажан преку неговото признание за почит на интегритетите на сите земји членки на Обединетите нации. Како политички ветеран, ја не видим у овом тренутку могуćност, pre svega za Srbiju, nisam govorio o Ukrajini. Dakle, pre svega za Srbiju da uskoro postane članica Evropske unije iz brojnih političkih razloga. Вучиќ изјави дека ја разбира украинската желба за што поскоро да влезе во Европската унија, но истакна дека украинците не треба да очекуваат едногласно одобрение од земјите членки. Тој рече дека Србија никогаш нема да ја создава проблеми на Украина на нејзиниот европски пат и притоа посочи дека тие, мислејќи на унијата, секогаш ќе најдат некого. За Србија ќе најдат некои хрвати, бугари, холандјани, а за Украина ќе најдат некои други. Вучиќ истакна дека и трговската размена помеѓу двете земји е значително зголемена од лани. Во 2025-та изнесувала $450 милиони, а оваа година веќе стигнало до 321 милиони. Најзначаен експорт на Украина кон Србија е железната руда. Зеленски пак истакна дека преговорите за слободна трговија помеѓу двете земји напредуваат и се надева дека ќе завршат до крајот на 2026 година. Требало би да радимо итекако вредно да постигнемо споразум о слободној трговини и ти преговори напредују. Тоа е позитивно и било би заиста добро да све припремимо до краја ове године. Украинскиот председател се заблагодари за поддршката како и за новиот пакет хуманитарна помош од Србија. Тој истакна дека Украина е се уште во тешка безбедносна ситуација и дека интензивните руски напади во текот на изминатите денови го потврдуваат тоа. Вучиќ истакна дека не се разговарало за било каква воена помош, но дел од разговорите биле и потенцијална помош од страна на Србија за реконструкција на Украина. Средбата вклучуваше и потпишување на меморандум за разбирање во областа на земјоделството.